Се наоѓа во антички локалитет Баргала, кој што се распостила во општината Карбинци, и од овој археолошки локалитет го започнуваме новиот серијал, патуваме низ Македонија, патуваме низ општина Карбинци, а мој водич низ овој нов серијал е господица Александра Крстева. Мило ми е што овој ќе бидете дел од овој серијал. Мило ми е што посетивте нашата општина, што ќе ја презентирате нашата општина, и исто така ми е мило што ќе бидам ваш денешен водич во нашите населени места. Ти благодарам. А да одиме да почнете. Одлично го хватете право. Нема проблем. Општината Карбинци како регион зазема широк простор во средното сливно подрачје на река Брегалница. Се протега од северо-западната падина на планината Плачковица преку широката долина на реката Брегалница до северо-запад на ridестиот морфолошки терен од Овчепелието. Низ подрачјето на ова општина поминува средниот тек на река Брегалница, а во југоисточниот дел од седиштето на општината се наоѓа сливот на Козечка река, Аргуличка река и Радневска река во река Брегалница. Општина Карбинци граничи со 6 општини, и тоа со општина Штип, општина Зрновци, општина Чешиново Облешево, општина Радовиш и општина Пробишти. Општина Карбинци има 28 населени места, од кои 11 се поголеми. Имаме 4012 жители според последниот попис во 2002 година што е направен, односно 3000 македонци, христијани, 728 турци, односно јуруци, и рестото се помалите етнички заедници застапени, како што се власи, срби и така натаму. Основна екзистенција на населението е земјоделието. Повеќето од населението се занимаваат со земјоделие. Територијата на општината Карбинци зафаќа површина од 259 квадратни километри, со што се вбројува во средните поголемина општини во Република Македонија, со мала просечна густина на население од 16 жители на 1 квадратен километар. На овој простор распослани се следниве населени места, од кои сите се рурални средини тоа: Аргулица, Батање, Вртешка, Голем Габер, Горни Балван, Горно Трогерци, Долни Балван, Долно Трогерци, Ебаплија, Јунузлија, Калаулзлија, Карбинци, Кечлија, Козјак, Крупиште, Курфалија, Кучелат, Кучица, Мал Габер, Мичак, Мурталија, Нов Караорман, Оджалија, Припечани, Прналија, Радање, Руљак, Таринци и Црвулево. Општина Карбинци има едно основно училиште, тоа е Страшо Пинџур, кои имаат 9 подрачни училишта. Едно централно и 9 помали подрачни училишта. И тоа се во селото Таринци, во селото Долни Балван, село Крупиште, во селото Радање, во село Оджалија, село Калузлија, село Парналија, село Кучица. На територијата на општина Карбинци, која зафаќа површина од 259 квадратни километри, во низинските предели се одгледува пченица, рж, јачмен, ориз, ченка, индустријски пипер и други добиточни фуражни култури. А од овошните насади цреши, вишни, кајци, дуњи, јаболки, круши, сливи, праски, ореви, бадеми, како и лозови насади. Овде во општината Карбинци, како и воопшто во Штипско и Коцански регион, успеваат две култури. Ова е пченка, а ова е ориз, и тоа ориз кој што треба да се носи во посебна фабрика каде што ќе се прави луштење и од кој што ќе се добие бел ориз за користење на дома кај секој семејство. Расположивите природни тревни површини, локацијата и бонитетот на пасиштата, можностите за производство на фуражни култури и другите компаративни предности на подрачјето даваат можност за идниот развој на сточарството. Сето ова дава можност за развој на земјоделско-прехранбената индустрија, како и
текстилно-конфекцијската, металопреработувачката, дрвопреработувачката, транспорт и услужни дејности. Малото стопанство е добро развиено, имаме фирми кои што работат, екзистираат повеќе време на нашите простори. Како показател за овие можности се и бројот на фирми на територијата на општината Карбинци кои се занимаваат со земеделие, кои изнесува 24, за производство на прехранбени производи и пијалоци 7, за производство на текстилни производи 1, за конфекција и облека 3, за обувки 1, за преработка на дрво 3, една фирма од областа на металопреработувачката индустрија, 3 фирми сервис за возила, за трговија на големо 5, за трговија на мало 43, за патен сообраќај 7. На територијата на општина Карбинци постои континуиран развој на населбите изразен преку бројни археолошки наоди, некрополи, ранохристијански градби, средновековни цркви, џамии, објекти од периодот на преродбата и слично. Општина Карбинци изобилува од повеќе културно знаменитости. Например, како што е позначаен локалитетот Бргала, што е доста популарен и доста познат, не само во Македонија и пошироко. Имаме например Црвената црква, кај што се верува дека главолицата е напишена, се наоѓа во нашата општина, односно во селото Крупиште. Тамо исто е најден најстариот човек, како го крстија Славе, 10.000 години стар човек. Овде имаме црква во селото Горно Трогевци, што е направена 1395 година, и повеќе такви знаменитости. Магилките, Вршник, село Таринци, локалитетот. На територијата на општина Карбинци се пронајдени вредни археолошки локалитети кои зборуваат за долгата историја на ова подрачје. При ископувањата во локалитетот Грнчаница, во близината на селото Крупиште, откриена е населба од раниот неолит, чија старост на пронајдените предмети и керамика се претпоставува дека е од пред 6000 години пред нашата ера. Малку подалеку е откриен камен на кој првата организирана човечка заедница во Македонија ги изработувала своите орудија од кремен. На тој начин, таа се смета за најстара неолитска населба на територијата на Македонија. На истата локација е откриен скелетот, каде што од научните кругови го носи името Славе Македонски, за кого, според анализата на коските направена на Универзитетот во Глазгов, се претпоставува дека е стар 7745 години, што го прави еден од најстарите скелети во Југоисточна Европа. Исто така, во локалитетот Вршник, во атарот на селото Таринци, е пронајдена населба од времето на неолитот, од 6200 до 3500 година пред нашата ера. Археолошки експонати од античкиот период од 2 век до 4 век пред нашата ера се пронајдени во локалитетот Кнежевска могила, во атарот на селото Таринци и во гробницата кај селото Црвулево. Континуираниот развој на населби во регионот Карбинци се потврдува со пронајдените камени орудија, како што се секирата од бронзеното доба, пронајдена на локалитетот Горни Лозија и локалитетот Тугли, и фрагменти на садови керамика од бронзено време кај селото Долни Балван, за кои се претпоставува дека датираат од 1400 година од пред нашата ера. А според други пишани документи и пронајдени артефакти, од речиси сите 39 населени места во општината Карбинци, со сигурност може да се потврди дека на овие простори континуиран развој на населби датира од пред 1400 година пред нашата ера. А како најпознат и највеќе истражуван е археолошкиот локалитет во регионот Карбинци е античкиот град Баргала, кој се наоѓа на 6 километри североисточно од селото Карбинци, седиштето на истоимената општина, во близината на Горни Козјак, крај Козјачката река, во подножјето на планината Плачковица. Баргала се спомнува во еден надпис од 371 година, најдена во местноста Ханче, на левата страна од реката Брегалница, во атарот на општината Карбинци.
кој представува спомен плоча за подигањето на градската порта од страна на Антони Алипи, управник на провинцијата. Уште еднаш. Кон крајот на 4 век, градот служел како досторимски воен логор Каструм, кој бил изграден како тврдина на граничниот појас помеѓу провинциите Втора Македонија и Средоземна Дакија. Подоцна, градот бил разорнат, а жителите подигнале нов град крај Козјачката река во близината на Горни Козјак. Погубењето на стратешкото значење, Баргала прераснала во цивилен епископски град. Во 5 и 6 век, а посебно во времето на Јустинијан Прави, кој владел со овие простори од 527 до 565 година, градот го достигнал својот врв, но кон крајот на 6 век, во неколку наврати настрадал од аварско-славенските походи кои го треселе Балканот. Континуираниот развој на населби во регионот Карбинци се потврдува со многобројните разносредновековните црковни христијански светилишта, меѓу кои и рано средновековната црква Свети Ѓорѓи, кој се наоѓа во близина на селото Козјак, веднаш до археолошкиот локалитет Баргала. Црквата Свети Ѓорги е изградена кон крајот на 9 почетокот на 10 век. И засега таа е единствениот сведок кој што сведочи за живењето на овој простор кој што во континуитет се одвивало од крајот на 3 век па се до втората деценија на 20 век. Знаеме, мораме да ја спомнеме Баргалската епископија, дека всушност дека Баргала е првата баргалничка епископија која што е формирана крајот на 4 почетокот на 5 век и дека истата згаснува со кога аваро-славените крајот на 6 почетокот на 7 век потполно го уништуваат градот, а со тоа и самата Баргалска епископија. Набраку, животот во градот Баргала повторно се враќа, меѓутоа, бидејќи веќе се осиромашени, ја немаат таа моќ за да можат да ги градат објектите повторно да ги врзуваат со варов малтер. Сите објекти кои што ги градат воедно со кал, како врзиво средство и дека од тој период, од крајот, односно од почетокот на 8 век, е појавата на малата црква која што е прилепена до епископската базилика и дека додека веќе рековме дека црквата, односно Свети Ѓорги, е изграден во крајот на 9 и почетокот на 10 век. Во црквата се појавуваат два фреско живописа, едниот во 10 а другиот во 12 век. Овие конаци кои што овдека се наоѓа позади мене се дел од манастирскиот комплекс кој што е во непосредна близина на археолошки локалитет Баргала. А овие конаци се подготвени за туристите кои што ќе доаѓаат да може да бидат сместени, да наоѓаат што се вели и да ја видат ова прекрасна убавина, да го прошетаат овој локалитет и да видат дел од историјата кој што е од овој крај. Континуираниот развој на населби во регионот Карбинци се потврдува со средновековното православно духовно светилиште, манастирот посветен на преподобна маченичка Параскева Света Петка, кој се наоѓа во близина на селото Калузија, во пазубите на северозападните ограници на планинската убавица Плачковица. Во пазубите на планината Плачковица, на 5 км од локалитетот Баргала, во атарот на селото Калаузлија се наоѓа манастирскиот комплекс Света Петка. Според некои пишени документи и од устни преданија кои се пренесуваат од колено на колено, манастирската црква е изградена во првата половина на 14 век, додека веднаш до старата манастирска црква под ктиторство на 90-годишната баба Полицена неодамна изграден нов црковен православен храм посветен на преподобната маченичка Параскева Света Петка, кој за скоро време се очекува да биде и осветен. Во манастирскиот двор се наоѓа многовековен чинар кој е сведок на историјата која овде одамна е создавана.
а воедно и неколку свети лековити манастирски води. Веднаш под новиот храм кој Света Петка кој што се уште во изградба, во дворот на овој храм се наоѓа неколку свети води, меѓу кои светата вода на Света Петка, света вода на Свети Константин и Света Елена, света вода кој што извира од стариот чинар, стар во овој двор на манастирот Света Петка повеќе векови. Тука се наоѓа и светата вода на Свети Димитрија, Свети Пантелеймон. Овдека е светата вода на Свети Константин и Света Елена. Тука се наоѓа и јаворот, кој што е стар многу векови, каде што и од тука тече света вода, а веднаш до јаворот се наоѓаат следните свети води, тоа е Свети Димитрија, светата вода Свети Ѓорѓија и светата вода Свети Пантелеймон. За да ги дознаете приказните на овие свети води, што се тие може на човека да му помогнат, наша препорака е да дојдете во манастирскиот комплекс Света Петка, овдека во општината Карбинци, во непосредна близина во атора на селото Калузија. На територијата на општина Карбинци постои континуиран развој на населбите изразен преку бројни археолошки наоди и средновековни отомански градби од времето на владењето на овие простори од страна на Отоманската империја, меѓу кои и средновековната отоманска градба во село Радање, која како задужбина на султанот Мурат III, намесникот Махмуд Ага, ја подигнал во 1668 година. Се наоѓам во селото Радање во општина Карбинци. Ова позади мене овдека е Садската чешма, каде што мештаните до ова село од памтивека освен вода за пиење го напојуваат и својот добиток. А позади чешмата се наоѓа чинарот кој што старе многу векови, а позади чинарот се наоѓа верскиот храм од исламската религија, тоа е џамијата, која што датира според некои податоци од Отоманска империја, а врз тие стари темели неодамна е реконструирана, каде што овдека мештаните од ова село се ги остваруваат своите верски обреди. Инаку, ова село Радња е едно од десетината и повеќе села во општината Карбинци кој што е попознат како Јуручки крај. Е да знае овој чинар да зборува, ќе ни раскажи цела историја на овој крај во Македонија. Дел од оваа историја ќе се бидиме и ние да откриеме и да ја додадеме како составен дел на оваа документарна патописна репортажа што ја правиме за општина Карбинци. Сум посетил многу села во Македонија, сум видел многу фурни во Македонија каде што во селата се домаќините го печат со велеп. Меѓутоа, ваков вид на фурна од со отомански орнаменти нема видено. Ќудам да ја видам, да ја покажам како изгледа. А може би малку си се прашувате зошто ја нареков фурна со отомански орнаменти, затоа што ја има куполата што е долу, горе што гледаме, е слична на куполите кои што се градени за времето на Отоманската империја. Се наоѓам во дворот на Махмуд Ага џамијата, која што се наоѓа во селото Радање, изградена во Отоманската империја, а неодамна е започната реконструкција на оваа џамија.
Покрај ова природно и културно-историско наследство, општината Карбинци се надополнува и од периодот од почетокот на природбата, збиднувањата од периода на 20 век, како и збиднувањата со самиот почеток од новиот милениум. Па имаме скоро во секое населено место по некој проект направено. Така да во претходниот, во изминатиот период од година и пол имаме асфалтирано 5700 метри асфалт на повеќе населени места. Имаме направено и повеќе паркови, плоштади, улички, мали паркчиња, тротоари, пешачки патеки. Се наоѓам во селото Крупиште, во школскиот двор на училиштето Страшно Пинџур, каде што овдека во овој двор има изградено мало плоштадче, наменето за не само за учениците до училиште, туку и за населението од ова село. Добар ден. Добар ден. Јас сум Зоран, еве дојдови во општината Карбинци, овдека во селото Крупиште, во дворот на училиштето Страшно Пинџур. Вие сте овде вработени, така ли? Да. Што предавате во училиштево, колку ученици има, можете да ни кажете? Да. Јас сум наставник по географија и природни науки и техника и предавам од 6 до 9 одделение. Колку ученици имате? Од прво до 9 одделение околу 30 вкупно ученици. А вие? Јас сум одделенски наставник, Цветанка Лексовска. Предавам од прво до трето одделение, комбинирана настава. Моментално имаме само прво и трето, вкупно 3 дечиња. Овдека во ова мало плоштаче што е изградено, за време на големиот одмор, овде учениците доаѓаат и Овде исто така овој прекрасен двор го користиме и на часовите по физичко, каде што имаме слободни игри, дечињата се забавуваат, играат, изведуваме разни активности. Не само значи за време на одморите, туку и дури не освен по физичко ги користиме и на часовите по истражување, ликовно, природни науки и тоа. Нашата општина, ние кога сум јас градоначелник, имаме направено повеќе проекти од инфраструктурата, од капитални проекти и така, може неколку да набројам, како што е мостот на река Брегалница кај селото Долни Балван, што ги поврзува општината со магистралниот и регионалниот пат. Таму благодарение на владата на Република Македонија добивме средства од висина од 19,5 милиони денари и го саниравме. Таму мостот беше оштетен од поплавите што се случија во 2013 година, така да го комплетно реновиравме, да не кажам скоро нов мост направивме тамука и се надеваме дека овој мост ќе не служи многу години. Позначените проекти би сакал да ги набројам и градинката во село Таринци што се изгради. Таа ни е од прекограничен проект, односно од европски пари, заедно со Република Бугарија, односно со општината Струмјани. Заедно ја градиме. Таа е во завршна фаза и за некој ден се надеваме дека ќе почне со работа. Како мала општина, ако немаме помош од државата, ништо не сме направили. Така да јас да искористам прилика да се заблагодарам на владата на Република Македонија, на премиерот Никола Груевски, затоа што досега не поддржува и имаме многу добиено средства за да изградба на неколку проекти и во фаза се на аплициравме и во фаза на одобрување се на повеќе проекти што се значени за општина Карбинци. Општина Карбинци и ние, нели, како тим и јас како градоначелник, планираме да изградиме повеќе капитални проекти, како што е завршување на салата во село Таринци, односно на културниот дом. Така сакаме да направиме една конгресна сала, да не кажеме дом на културата, за да можат таму да се одржуваат сите тие представи, кино, представи, театри и да има да може и трибини и така натаму, да има една сала кај што би можело така да се одржува во нашата општина. Исто така направивме проект за изградба на зелен пазар во општина Карбинци, така да таму е во фаза на одобрување на градежна дозвола. Се надеваме дека многу брзо ќе биде и тој дел. Општината Карбинци како регион зазема широк простор во средното сливно подрачје на реката Брегалница. Се протега од северозападната падина на планината Плачковица преку широката долина на реката Брегалница до северозапад на ридескиот морфолошки терен од Овчепелијето. Низ подрачјето на оваа општина поминува средниот тек на реката Брегалница,
а во југоисточниот дел од седиштето на општината се наоѓа сливот на Козечка река, Аргуличка река и Радњанска река во река Брегалница. Дојдете во општината Карбинци, запознајте се со незиното, не само незиното културно историско наследство. Посетете ги 29 рурални населби, почувствувајте ја вистинската српска идила, со една порака додадете едно ваше камче како дел од мозаикот кој со векови го граделе. Го надградувале народите, нациите, генерациите, нашите предци кои живееле на овие простори. Бидете дел и вие од тој мозаик кој ќе го ставите на поколенијата кои ќе им го оставите како аманет и тие да го надоградуваат овој мозаик наречен општина Карбинци.